Оваа истрага траеше некаде 7-8 месеци. Превземани беа мноштво на предистражни действија, на предистражни активности. Се работи за тендер во вредност од 106 милиони денари. Овде имаме опфатено 8 физички лица и едно правно лице, вработени од правното лице, и имаме основи на сомнение дека во утврдувањето на постапката, односно во утврдувањето на потребите од јавна набавка, е постапено спротивно од основниот рударски проект кој што е водилка во овој сектор. Од друга страна, службените лица од страна на РЕК, покрај тоа што неправилно или незаконски ја утврдиле таа потреба, исто така и во дел на реализацијата потпишале и изготвиле со невистината содржина записници и решенија. Со тоа го оштетиле РЕК за 1,7 милиони евра, бидејќи оваа јавна набавка и потребата за оваа јавна набавка била за демонтажа, транспорт и монтажа на погонски станици. Бидејќи немало ни потреба од таа дислокација и од таков вид на транспорт врз основа на основниот рударски проект, Управата за финансиска полиција има основни на сомнение дека ги сториле кривичните дела злоупотреба на службена положба и овластување и злоупотреба при јавен повик, така да поднесена е кривична пријава до Основното јавно обвинителство Битола, каде што веќе е отворена истражна постапка која што треба да даде одговори на многу прашања. Противправна имотна корист нема во овој случај. Не е утврдено, така? Утврдена е противправна имотна корист. Со самата фиктивна реализација на овој договор има противправна имотна корист. Добро, тоа како дело не ми го спомнав. Да. Кој тука